Јавното претпријатие за паркинзи во Гостивар одсега самостојно ќе менаџира со зонското паркирање во градот. Претпријатието го откупи соодветниот софтвер и повеќе нема потреба да се бара приватен концесионер како партнер за управување со системот. Од раководството велат дека тоа е голем чекор и ќе биде од значаен финансиски бенефит со оглед дека сите пари од зонското паркирање ќе се слеваат во касата на претпријатието. Тие средства понатаму ќе се вложуваат во нови инвестиции и проекти, вели директорот на ЈП Беким Челебиу. Има новитет на јавното паркиралиште. Од сега натаму претпријатието нема да зависи од некој концесионер, така да сме го купиле софтверот на зонското паркирање. Од сега натаму ќе го менаџираме ние и сите средства што ќе бидат соберени од паркингот ќе остануваат во претпријатието. Недостигот на паркинг места во Гостивар е проблем кој постои со децении. Немањето доволно паркинзи доведува до создавање на гужви во сообраќајот, особено во централното градско подрачје. Надлежните се надеваат дека тоа ќе се надмине со изградба на катни гаражи. Паркинг места моментално имаме 840, тоа не е доволно. Сега слушнав во општина имаат отворено тендер за 2 катни гаражи, што се градат во многу блиско време. Цените за користење зонски паркинг во Гостивар нема да се менуваат. Услугата возачите и натаму ќе ја плаќаат по 25 денари од час. Остануваат исти и можностите за месечен износ од 200 денари за паркинг место, кој важи за станари од колективни згради, 400 денари за вработени и 1500 денари за фирми. Во однос на воспоставување поголем ред во сообраќајот, секојдневно продолжуваат активностите на пајак службата и полицијата за подигнување на непрописно паркирани возила.